Три канцеларии во Технометал Вардар, простори во близина на ВМРО ДПМН, имал поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Биле полни со документи, службени и приватни, кој Чавков сам ги носел таму. Во канцелариите бил на 27 април од 18 до 20 часот. Неговото обезбедување слушнало дека по 19 часот, како тој дава команди. Но вработените од МВР кои сведочаа во судот за собраниските инциденти не прецизираа со кого разговарал Чавков. Од 20 часот до полнок бил во полицискиот штаб во гранична полиција. За пополнок телохранителите да го однесат во централниот штаб на ВМРО ДПМН. Со ваквите сведоштва на обезбедувачите на Чавков, Никола Димитриевски и Ивангел Цанкончев се пробива одбраната на обвинетиот Александар Василевски Нинџа, кој рече дека го видел Чавков во ВМРО ДПМН во 18 часот. Дали можеме да заклучиме дека под гаражите на Технометал Вардар има лифт со кој може да се излезе под плоштадот на ВМРО ДПМН? Да, има лифт, ама не сум знаел дека води до плоштадот на ВМРО ДПМН. Дали е точно дека од 18 до 20 часот со сигурност не можете да потврдите дека Чавков цело време бил во зградата на Технометал Вардар? Јас го видов како влегува во 18 часот и како излегува во 20 часот од таа зграда. Чавков пред камерите директно не сакаше да каже каде бил на 27 април. Кажете ми каде бевте тој еден час, бидејќи е спорно. Иако пристигна во кривичниот суд, поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски сепак ќе сведочи утре. Од пултот за распити одговараа сведоците предложени од вработениот во МВР Душко Лазаров. Утринава доцнеше стартот на судењето за собраниските инциденти, бидејќи во судот се вклучи алармот за пожар, но ништо не го реше во кривичен. Од Скопска единица информираа дека имале технички проблем.